партизаните од цела Македонија. Во суштина го продолжиле револуционерниот тот на револуционерите од илиденскиот период, како и го оствариле стремежот за борба за слобода и за самостојна Македонија, на многу борбени генерации кои во минатото креале разни буни и востанија. Секако во тој контекст би го споменале првиот Илинден од 1903, вториот Илинден од 1944 и третиот Илинден кој што се случи 1991 година со референдумот со која што се прогласи Република Македонија за самостојна и независна. Без минато нема иднина. Една изрека вели: не учиме историјата само за да го знаеме минатото. Ја учиме историјата за да знаеме како да се однесуваме во иднината. Точно пред 81 година одавде започна нашиот поход за осамостојување и создавање на самостојна независна држава и ослободување од фашистичкиот окупатор. Пред нас се големи предизвици. Изминативе години наидовме на големи препреки, осиромашени и навистина поминати низ сите невремиња на болести и економски кризи, а во ова време сме сведоци на големата енергетска криза, која што мора храбро и смело да ја надминеме. Ги правиме сите, ги превземаме сите мерки, градот да одолее на овие предизвици и да го направиме прилеп по-просперитетен и поуспешен, она што му доликува на еден европски град.